Тројца браќа, најмалиот Ќелеш и ламиите. Чита Александар Станојков. Си било што не си било. Си биле тројца браќа, а најмалиот бил Ќелеш. Тие тројца браќа си имале една бавча со секакви јемиши. Среде во бавчата си имале една јаболкница што му раѓала позлачени јаболка. Во време на здреење, ватило нешто да му избират од јаболкницата уздреаните јаболка. Гледајќи така по стариот брат, му рекол на посредниот за да вардите една ноќ во бавчата да видите кој му ја крадит јаболката. Кога чул Ќелешот тој збор од постариот му брат, тој му рекол: "Ај бре брате, јас да одам вечер во бавчата да вардам." "Мора од тука бре Ќелеш, па и ти си бил вреден да вардиш," му рекол брат му. Отишол вечерта поголемиот брат во бавчата да варди јаболкницата. Вардил и таман беше заспал, дошла една ламија и му скинала зрелите јаболка. Кога беше се разбудило момчето, гледат и скинати јаболката. Другата вечер отишол посредниот брат да варди. И тога пак Ќелешо беше и помолил за тој да ја варди јаболкницата, ама двајцата браќа не го остаја и другата вечер отишол посредниот брат да вардит. Ама и тој беше заспал и ламјата тогаш беше дошла и скинала јаболката. Третата вечер многу беше му се тоарил Ќелешо на двајцата браќа за тој да одите да вардит јаболката. Свикал постариот брат под него: "Ај крши си глава бре Ќелешу, па и ти ќе се топориш за јунак, ние не свршивме работа и не довардивме, па ти Ќелеш сакаш да ја довардиш јаболкницата. Ај крши си главата од тука, не ти ја врзаме на трешница, да не се видиш кај да ватиш." Велејќи така постариот брат и му ја трештил една шлаканица по сурат на Ќелешот. "Уште една трешница удри ме, брате," му рекол Ќелеш, "ама дај ми изим вечер да одам да ја вардам јаболкницата." "Ај нека оди бре брате," му рекол посредниот брат, "да варди вечер Ќелешов, да видиме што ќе доварди." Ај оди бре Ќелеш," му рекол постариот брат, "да видиме што ќе сториш." Откако зел изим Ќелешот од браќа си, отишол во бавчата и се качил на јаболкницата да варди. Тамам направа полноќ, еве ти ламјата кај идела право кај јаболкницата и веднаш беше рипнал Ќелешот од јаболкницата долу и се пуштил по ламјата да ја ватит. Кога виде ламјата и се пуштил Ќелешо по неа, се уплашила и трештила да бега. Ламјата бега и Ќелешо трча и по неа и дошле до една дупката, си влегла внатре и се скрила ламјата. Утрото му кажал Ќелешот на браќа си кај влегла ламјата и посакал една дебела ортома да се врзи Ќелешот и да го пуштат во дупката. "Кога ќе ви ја затресам од ортомата однатре," му рекол, "веднаш тргајте ме вие горе." Зе до една дебела ортома и се врзал Ќелешот за полојна, да го пуштиле внатре. Вамо тамо Ќелешот низ дупката беше ја барал ламјата. Нашол еден сандак затворен, полн со стока. Го врзал сандакот со ортомата и ја затресол ортомата да ја истргаат браќа му на Ќелешот надвор од дупката. Го истргаа браќата сандакот и му пуштија на Ќелешот пак ортомата во дупката, за пак да му врзи друго нешто. Ама Ќелешот не беше нашол друго да врзит, ами сам беше се врзал и ја занишал ортомата да го истргаат. Ватиле да го тргаат и едно беше го виделе од тие тој: "Море, ајде да го пуштиме Ќелешов удолу, нека го изеја ламјата, отие појуена код нас," рекол постариот брат на посредниот. "Арно велиш, брат," му рекол друзио, "ајде да го пуштиме." И веднаш го пуштиле удолу. Кога паѓал удолу, дури на долна земја се нашол. Си одврзал ортомата и тргнал по еден сокак да одит и дошол до една куќа од една стара баба. "Добро вечер, бабо," ја рекол Ќелешот. "Те молам, стара мајко, ако не ми даеш малце вода да се напијам, оти цел ден кај одам и нигде по патој вода не сум нашол. Се чудам со земјава ваша, како да немат нигде вода." "Оф, бре чедо, во наша земја многу ваѓа имат, ама се затворени од една проклета ламја. Сеќи еден ден, дури не му се дајте еден човек да изеи,
ламијата не пушта воѓето да си залеат луѓето за да пијат. Да од тоа чедо малку вода имам. Ама ќе ти давам трошка да се напиеш и ајде да се излеземе на крај градов да гледаме и да жалиме ќерка му од царо кога ќе ја јаде ламијата. Чумчи, редот му е сега на царот да дај човек на ламијата и воѓето да ја пуштат. Се напи ќелешот малце вода и отишол со старата да види цареја ќерка кога ќе ја јаде ламијата. Отишло момчето кај што била цареја ќерка и седнало до неа. Бегај, момче, не седи до мене, оти енеа кај иди ламијата да ме јади мене, да не ти излети и тебе поради мене, му рекла. Кога втасала ламијата и видела двајца, се израдувала и рекла: гледај сега што късмет сум имала, секогаш јадев по еден човек, а сега ќе јадам двајца. Така рекла, зинала да голтнит, ама ќелешот бидејќи јунак, ја одрил со топузов чело и наместо ја умртвил. Кога виде царот, голема радост беше сторил и извоил голем бакшиш да му дават на ќелешо, ама ќелешо не ќел ништо бакшиш, отколку што сакал да си ојти на горна земја. Кога беше разбрал царот сакањето од ќелешот, беше му дал 3 орли. Еден бел, друг црн и третиот црвен, за да го изнесат на горна земја. Му дал и 3 крави и алоици да ранат орлите и го зеле на крие орлите ќелешот и тргнале да го носат. Орлите ќе стореа гра, пресечи ќелешо месо од кравите и речи му на орлите. Уште за малку што не му втасало месото и да не го пуштат во долна земја, си пресекол од прасенцата и наранил орлите да го однесле на горна земја. На одење орлите на долна земја му дале на ќелешо по едно перо, за кога да има некоја нужда да го жегни перото на едно жарче од кој орел да сака и ќе му дојде на помош. Кога си отишол дома, беа се зачудиле браќа му како излегол од дупката кај што беа го пуштиле. Ќелешо ништо не му рекол, ѓоа ништо зло не беа му направиле. Во тоа време, царот ќе мажил 3 ќерки и дал збор по светот за кој ќе можит да прескочит од една планина на друга со конј, царот ќе му ја дајал ќерка си за невеста. Чул ќелешот и жегнал перото од белиот орел, та му дошол и му посакал еден јунак конј бел и една руба бела. Веднаш орлот му донесол. Се обружал убаво и му ја прескочил планината на царот и му ја зел ќерка му, та си ја скрил дома. Така му изел и 2 друзи и си искрил дома. По некој ден беше и поканил браќа си во неговата куќа и му дал по една невеста ним и едната за себе. Ако вие, браќа ми, сторивте зло, јас еве ќе ви сторам добро, еве по една невеста од царот ќерка, му рекол и си живеале пак братски.